Hi, I'm Timmy Criswell. And I'm Lauren Scott. You are the new players for our team, Yes. Patriot, and tell me something about your history of playing basketball in your country. I played at Texas A&M, Corpus Christi, in Corpus Christi, Texas. My junior year, we won the championship. We went to March Madness. Okay. So I went to High Point University. We just previously won in 2025 the Big South Championship, and then we made it to the March Madness tournament, and we lost in the first round. You're here to help our team to stay in the first league. Then if we play another season, I think we will be in the part which is for the first place. Yeah. So what you expect from the team, do you know each other now with your colleagues? Oh yeah, we expect them just to work hard, just to give up all they got and just have fun. Okay. Piggyback what Roxy said, we're just expecting them to work hard, us included, to win and get back to the top. Thank you very much. I will release you to continue with your training. Thank you very much. Љупче, еве поразговаравме со новите членки на клубот. Ги кажаа нивните имиња и нивните очекувања, првенствено се тука да помогнат да го обезбедиме тој опстанок, така ли? А веќе во недела е првиот натпревар со Спорт Тим Неготино, недела 17 часот, овде треба да биде преполно за да успееме и до година да гледаме прволигашка кошарка, така ли? Да, секако. Во недела ги поканувам сите љубители на спортот во Делчево да ја наполниме салата во спортската сала Метод Димитревски Брицо во училиштето, во гимназијата и сите заедно да им помогнеме на девојките да извојуваат победа и не само победа од 7 коша разлика, од 8 коша разлика, која што победа ќе може да ни донесе трет надпревар во Делчево, значи и во Орловоджото и оваа година успееме да останеме во првата кошаркарска лига и љубителите од Делчево и градот Делчево да има прволигашка екипа. Како стоиме во другите категории? Па во другите категории јас сум многу задоволен. Оваа година играме М16 по женска конкуренција. Имаме од 6 надпревари 5 победи и 1 пораз и тоа можам да кажам несетен пораз во првото коло во Делчево од прво место пробаскет од Кавадарци. Меѓутоа ние не се даваме, извојувавме 4 победи на гостински терен, имавме 2 дома, 4 на гости, значи надпревари. Девојките даваат цел себе, иако се помлади. Мора да кажам дека нашиот најдобар играч и капитен во оваа генерација, Ана Стојменовска, се повреди, правеше операција, меѓутоа се надеваме дека можеби ќе се врати за Final Four и јас се надевам дека овие резултати со Ана ќе беа уште подобри и девојките даваат се од себе, еве веќе почнуваат да играат и во првата кошаркарска лига, така што Делчево не треба да страхува и оваа година видовме дека освен интернационалките кои играат, нашиот тим игра со домашни кошаркарки. И не спомнавме за Јадранската лига оваа година. Еве, ние почнавме оваа година со Јадранска лига, одигравме 4 турнира, меѓутоа поради оваа утакмица со Спорт Тим Неготино нема да можеме да идеме на завршниот турнир во Босанска Градишка, меѓутоа обстанокот ни е многу поважен, бидејќи секој степен повисоко котирање во првата лига, значи и повисок ваучер и повеќе средства за да можеме овие млади кошаркари и кошаркарки да ги подигнеме уште на поголемо ниво наредната сезона. Кажавме ли за момчињата? Да, и момчињата, значи М16 оваа година изненадија, имаат веќе 7 победи и јас сум многу горд на сите нив. Имавме пекови со повреди, еве и сега 2 клучни кошаркари се повредени, меѓутоа ние одиме напред, значи во овие генерации важни ни се да бидеме први, втори, трети, меѓутоа пред се е важно тие да собираат искуство и еве веќе наредната година ветувам дека можеби кошаркарскиот клуб Патриоти Делчево ќе има и стабилна машка екипа во третата лига. За крај да резимираме, недела 17 часот спортска сала Метод Димитревски Брицо, натпревар со Спорт Тим Арена, натпревар од круцијално значење. Последна порака до публиката. Па дојдете у што поголем број да ги видите Крисвел
да ја видите, значи Скот Лаурен, да видите две американки кои за прв пат градот Делчево има кошаркарки од Америка. Значи сите клубови во Македонија веќе во првиот дел има американки. Ние мислиме дека можеме со кошаркарки од Бугарија, меѓутоа Ина Рашова останува во клубот бидејќи имаме можно само 3 кошаркарки да играат интернационалки, тоа две играат, можат да играат во исто време. Ги поканувам сите љубители на кошарката, на спортот, да дојдат, да ја наполнат салата и да им дадат поддршка на овие девојки од Делчево. Благодарам. Правиме ли, ајде? Што тамо, ти даде кош. Те она, само измислуваш нешто. Кој е това? Бојана ракометарката?